Собственикот на клубот, иако бил свесен дека не ги исполнува условите, му давал пари на вработен во Министерството за економија за да му биде издадена фалсификувана лиценца за работа на дискотеката Пулс, покажуваат првичните наоди од истрагата за трагедијата. Тоа против вработениот во Министерството за економија е поведена постапка и за примање на подкуп. Осумничени се тројца косопственици на клубот. Сепак истрагата за трагедијата ги опфаќа и екс-министерот за економија Кришник Бектеши, поранешната државна секретарка Размина Цикиќ и повеќе вработени во министерството. Сите тие со неизвршување на своите службени должности, што биле правно должни да ги извршат, не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита. Пропусти направил и поранешниот директор на пазарната инспекција Горан Трајковски, неговиот претходник како и тројца инспектори. Во ниту еден наврат не извршиле контрола над работењето на правното лице, за да утврдат дали има важечка лиценца. Истрагата ги опфати и тројцата градоначалници на Кочани, Радко Димитровски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов, како и поранешен директор на дирекцијата за заштита и спасување. Овозможиле кабаретот Пулс незаконито да продолжи со вршење на угостителска дејност спротивно на Законот за угостителска дејност и другите пропишани услови согласно закон. За целиот тој период општината примала уплати по основ на надоместок за угостителски обид. Коцевски најави брза истрага. Обвинителството бара 30-дневен притвор за сите 27 физички лица и за повеќе од нив веќе има зелено светло од судот. Во притвор веќе се и полицајците од Штип и Кочани кои дале позитивна согласност за работата на клубот, па така вкупната бројка на осомничени за сега е 34. Постапка се води против 3 правни лица, самиот клуб, Агенцијата за обезбедување, како и фирмата што го изготвила основниот проект за пренамена на објектот во кабаре, иако според закон не биле исполнети условите. Оние пак што го обезбедувале клубот не постапиле по планот и безбедносна проценка, не спречиле внес на пиротехника и го преполниле капацитетот воедно и со малолетници.